И покрај енергетските притисоци во Европа, премиерот Мицкоски уверува дека струјата во Македонија нема да поскапи. Ние не размислуваме за зголемување на цената на електричната енергија. Ние правиме план како да најдеме формула да ја намалиме или барем ефтината тарифа да ја зголемиме. За разлика од најголемиот дел од земјите во Европа кои што планираат да ја зголемат цената на електричната енергија. Мицкоски вели дека земјава е подготвена да се справи со предизвиците што ги носат војната на Блискиот Исток и екстремно нискиот водостој на Дунав, кои прават силен притисок врз европскиот енергетски пазар. Според премиерот, и покрај тоа што сезоната за наводнување е при крај, домашните акумулации се полни околу 70%, што е доволно за сигурно снабдување и на граѓаните и на стопанството, без потреба од мерки за штедење. И нема да правиме панични пресконференции, нема да повикуваме на внимателност при штедењето, бидејќи водевме сметка многу порано за да не се случи тоа. А штедењето во Унгарија веќе почна. Исклучено е декоративното осветлување на парламентот, замокот Буда и мостот на Синџирите во Будимпешта. Мерката ги разочара туристите, но локалните жители ја поддржаа како неопходен чекор за намалување на потрошувачката на електрична енергија. It was really frustrating. I was annoyed, I'm honest, and I was so disappointed. And I was going on a river cruise as well by night, and all the buildings and the bridge were black, pitch black. Szerintem ez egy minimuma ennek vagy egy minimum reakcióként erre az egész mostani helyzetre. Én ezt abszolút helyesen és egyetértek vele. Енергетската криза го затемни и Букурешт. Главниот град на Романија го намали интензитетот на уличното осветлување за 1/3, а нема осветлување на дел од знаменитостите и музеите. Романската влада прогласи состојба на енергетска вонредна состојба и повика струјата да се штеди. Mi se pare că s-a ajuns aici tot din cauza măsurilor proaste care s-au luat având în vedere criza climatică cu care ne confruntăm de câteva decenii deja. Екстремната суша и високите температури го отежнуваат работењето на нуклеарните електрани во Европа, кои зависат од реките за ладење. Намалено е производството на пакс во Унгарија, черна вода во Романија, како и кришко во Словенија. И тоа врши притисок врз цената на електричната енергија. Бидејќи вие со обновливи извори можете да произведувате енергија, но не може таа да биде базна, па дури и да имате батерии инсталирани. Че вас ви треба базна енергија. Базна енергија во најголема мера произведуваат нуклеарните централи, кои што во овој момент се исклучија. И цените на берзите се огромни. Намалената пловност на реките прави проблеми во речниот транспорт на хемикалии, нафтени деривати и друга стока. Биолозите пак стравуваат од угинување на слатководните риби. Мартин Арсов, Сител телевизија.